Добар ден, Слободна телевизија, Слободен печат во копродукција со Цивил. Велам добар ден за моите денешни соговорнички, пратеничките во Македонскиот парламент, Санела Шкрие и Марија Костадинова. Добре дојдовте. Ке избегаме малку од овие дневно политички кампањски теми околу изборите председателски парламентарни. Иако знам дека и моите денешни соговорнички се живо заинтересирани за актуелната политичка ситуација, но ќе прозборуваме за нешто што нивна вака животна, мислам дека и приватна и општествена преокупација, тоа е малку да внесеме во општеството доза хуманизам, доза човечност, доза солидарност. Санела, Македонија каде е во регионот, да не речам во Европа, со генерално вака со човекови права во смисла на легислатива? Вие бевте и во Министерството долго време, бевте и заменичка министерка за труд и социјала. Прво благодарам за поканата и за можноста да зборуваме за овие битни теми, бидејќи битно е да се потсетуваме дека на крајот политиката постои ради тоа, да работиме на унапредување на квалитетот на живот на сите граѓани, нели? Сега кога зборуваме за состојбата со човековите права, знаете како, човековите права не се нешто што еднаш ќе се достигне и ќе се оствари во било која држава, па и во нашата, туку е постојана борба. И постојано потсетувам на тоа дека борбата е постојана, некогаш нели имаме напредок, некогаш имаме уназадување. Факт е и мора да споменеме дека на глобално ниво, на европско тло, во регионот и во нашата земја, тоа се рефлектира секако, дека се соочуваме со силен налет на антидемократски движења, нели, кои што работат на тоа да ги сопрат институциите во обезбедување на поквалитетен живот за сите граѓани. Меѓутоа, од друга страна, морам да констатирам дека и покрај се уште сите предизвици што ги имаме, изминатите години се направија навистина битни исчекори во она што значи обезбедување на поквалитетен живот и живот ослободен од дискриминација за секоја индивидуа. Значи, јас доаѓам од граѓанскиот сектор и многу добро знам дека состојбата пред 2017 беше таква да, например, еве темата, вчера излегоа некои податоци на темата насилство врз жените и семено насилство. Значи, ние не можевме да зборуваме за насилство врз жените пред 2017, затоа што се инсистираше да зборуваме исклучиво на темата семено насилство. Не можевме да зборуваме, ниту пак имавме отворена врата да зборуваме за ратификување на Истанбулската конвенција. Да констатираме дека демократијата директно е врзана со човековите права. Апсолутно да, демократијата е тоа. Во комунизмот, например, не се зборувало многу. Еве, спомнавте вие напад врз семено насилство врз жени и така натаму. Имало, не се зборувало или немало толку колку што има денес? Кои се вашите процени? Јас мислам дека секогаш бројката на пријавени случаи е помала од темната бројка. Значи, насилството врз жените, семеното насилство, не во нашата држава, во секоја држава од светот, за жал, се уште општеството не најде одговор на тоа прашање и тоа зборува дека се уште имаме огромни разлики во она што значи позиции на моќ меѓу мажите и жените. Од секогаш постоело, меѓутоа факт е дека години уназад било сметано за приватна семена работа и не било пријавувано. Шкриле, во една реченица, каде сме легислативно во однос на регионот и на Европа? Дали барем тука сме законите ни се во смисла на заштита? Генерално имаме добра законска рамка. А не велам како функционираме. Генерално имаме добра законска рамка. Ако веќе зборуваме за темата насилство врз жените, ние имавме минатата година усогласување на кривичниот законник со Истанбулската конвенција и можам да кажам дека имаме еден од подобро усогласените кривични закони со Истанбулската конвенција. Имаме добар закон за спречување и заштита од дискриминација, кој што нели ги содржи сите основи, вклучително и она што беше незамисливо пред 2017 година, тоа е родовиот идентитет и сексуалната ориентација и таму треба дополнителни подобрувања, меѓутоа генерално имаме солидна законска рамка. Прашањето на имплементација секако дека е друго прашање. Јас Костадинова сега ќе ја запрашам, бидејќи околу насилство врз жените, мислам дека тоа беше мотивот, една незина приказна до која јас дојдов, со незина активност и посредство, од еден хуман аспект, некако пратеничка, ми даде идеја да ставам на маса денеска оваа тема. Зашто практично се работи? Која е генералната слика околу за насилство? После ќе проговориме малку и за булинг и за тоа кај младите што се случува таа агресија, нели секој ден сме сведоци на некои тепачки, па дури девојчиња со девојчиња, да не зборам порано беше машки со машки, нели некако беше поприродно малски.
Така е. Костадинова. Исто и јас да се заблагодарам на поканата. Драго ми е што сме денеска така со колешката соговорнички и на овие теми кои се актуелни. И ајде да кажеме не во пресред на денот на жената, сепак сакам да ги поздравам сите жени и да им честитам празник на почетокот, но овие се така болни теми и теми кои можам да кажам за разлика од порано денес многу поотворено и повеќе се зборува и на некој начин можам да кажам дека ми е драго што жртвите и тие што трпат насилство се охрабруваат да ни пристапат. Препознавајќи не како лик дека со години наназад се залагаме и за нивни права, се залагаме и за гласност и за отвореност, неколку години назад можам да кажам дека пристапот е поотворен и жртвите се охрабруваат. Иако се уште се плашат и се уште системот, велат дека системот дали нуди доволно заштита. Тоа што го кажа колешката, да, законските измени се направени, ставени се во кривичниот законник демнење, ставен е фемицидот. Колку жртвите се запознаени, да, ставени се како форми на заштита, но колку жртвите се запознаени и колку жртвите имаат пристап, бидејќи дел од нив, еве конкретно во случаите, дел од нив се така држени добро од насилниците внатре во семејството, да немаат отвореност и пристап и да не знаат дека државата нуди заштита, што е фрапантно во ова време да го слушнеш. Но за жал така е. Исто можам да кажам дека имаме измени и донесовме закон и за паричен надоместок на жртвите од насилство. Но до пред неколку месеци се немаше формирано комисија, тоа беше и мое пратеничко прашање, докаде е комисијата која треба тоа да го следи и да го направи. Костадинова, како го детектирате молкот? Кај луѓето е конкретно кај жените кои се жртви на семејно насилство. Тие што ни пристапиле... Што се случува со нивни роднини, да не речам деца дома, можеби со соседите, со комшиите, со таму каде што работат некои од нив, трпат, молчат? Прво ќе кажам стигмата од општеството. Значи ние сме некако уште традиционално конзервативно на некој начин општество, иако гласно се говори, се труди да се смени да се променат нештата, сепак можам да кажам дека сите овие жртви имаат големи семејства. И фрапантно е кога ќе слушнеш дека тие заради децата, заради стигмата, заради осудата од општеството, не се осмелиле долги години да прозборат и да им кажат дека нешто им се случува. И кога почнуваат да зборуваат во трето лице, како тоа да се случува на некој друг, не на нив. Кога почнуваат да прашуваат за помош, тие не зборуваат дека на нив им се случува, туку како да прашуваат за... дека и мерките на државата не се доволно ефикасни. Можеби поради тоа се плашат луѓето. Знаете, се случувало многу пати кога жртва ќе се обрати во институција првично да биде обесхрабрена. Да се каже дека вие може да се смирите, имате деца, ти си жен, тие осуди тргнуваат од институцијата некогаш, дека ако имаме доволно обучени луѓе кои работат таму, жртвата има мерки за заштита. Ние имаме отворено повеќе шелтер центри отпорано. Исто така жртвата може, социјалните служби се тука многу важни. Бидејќи социјалните служби се првата институција каде што жртвата пристапува. И нивниот пристап и нивната ефикасност е многу важна во првите часови. Ако добро разумеам, клучот е како да се охрабрат луѓето, како да се охрабрат, како да се охрабрат и да се чувствуваат заштитени од системот и од државата, за да можат, бидејќи тие и кога ќе пријават и кога ќе влезат во системот за заштита, се случувало да притвореник веќе осуден за семејно насилство на својата сопруга, да од затвор, од друг некој телефон и пишува пораки, ја обесхрабрува и се заканува и сето тоа прави страф. Добро, тоа станува збор за болни луѓе, претпоставам, со диагноза, нели? Па сега тоа институциите ќе се кажат и ќе се... Би сакала само на кратко да се надобрзам дека се согласувам, дека првото е дека ние мора да работиме постојано на охрабрување на сите што се соочуваат со насилство да го пријават, меѓутоа факт е дека имаме и случаеви кога институциите не постапуваат согласно она што го имаме како законска рамка и тука се губи
довербата. Нели, доволно е да слушнете за еден случај. Во нашата земја имаше неколку фемициди и се испостави дека станува збор за случаеви каде насилството било пријавувано. Значи, мора отворено да зборуваме дека и како треба јакнење на капацитетите на институциите да постапуваат согласно оно што ние го носиме како закони. На тој начин се гради довербата. На тој начин ние ќе ги охрабриме жените да пријавуваат кога ќе видат дека има соодветна Дали тоа реакција значи и дека заштита. социјалните работници треба малку повеќе да се натенат отколку во канцеларија? Знаете Малку како да ги не е посетуваат? само секогаш прво се посочуваат центрите за социјална работа и тие се вообичаено првата контакт точка и апсолутно, значи и таму треба и има јакнење, дополнителни вработувања кадар, меѓутоа не смееме да ги заборавиме јавното обвинителство и судовите. Значи ние го внесовме фемицидот во кривичниот закон, имавме случај на убиство на жена фемицид, повторно не беше окарактеризирано како такво. Значи имаме многу долги судски постапки. Значи, потоа се чудиме зошто жените се откажуваат и ги повлекуваат пријавите. Значи, во случај кога вие немате соодветни судски разрешници, ќе се случува тоа. Така да јавното обвинителство и судовите и како треба да си го подобрат Добро, своето како е во Западна постапување. Европа, например, не знам, Шведска, Норвешка, Британија или Германија? Видете, Имате искуство? за жал не можам Дали да тоа брзо оди? Во таа смисла институционално? Секаде е прашам. ова голем проблем. Јас на почетокот реков дека за жал се уште нели распределбата на моќ меѓу мажите и жените во сите општества имаме огромен јас. Според последните проценки на Светскиот економски форум, дури и во најразвиените општества ќе треба најмалку 150 години за да се оствари родовата еднаквост. Значи, за жал, имаме уште многу борба. Постојано, посебно ако земеме предвид овој налет на, ги спомнав, антиродови и антидемократски движења на кои што сме изложени минатите години, кои што прво удираат на правата на жените и на најранливите групи како што е ЛГБТ заедницата. Кога би мапирале еве на подрачјето на Македонија, каде е концентрацијата? Претпоставам Скопје, но и во другите градови, и од кои социјални слоеви се најранливите категории кога зборуваме за семено насилство? И кои социјални слоеви? Па вака не би можеле да кажеме дека во нормално поголеми градови поголема концентрација. За време на ковидот исто така се случуваат тие бидејќи нели ограничено движење, сите во домот, имаше како да кажам многу поголем број на случаеви на насилство. Не се само жртви на насилство жени од социјален ризик, да кажеме, или жени што се помалку образовани, туку се случува жртвите да бидат и секако дека да бидат и образовани и да со работни позиции, веројатно. Да, и со работни позиции, но најчесто жртвите кои ми пристапувале мене се невработени жени или жени кои долго време биле изложувани во семејството да немаат пристап до голем број информации за заштита и пристап, знаете, како држани во без контакти со пријатели, без контакти со пријателки, без контакти со семејството, се тоа под надзор на мажот, што е фрапантно за ова време, но за жал тоа се случува. Би сакал, ако не е непријатно, се разбира без имиња и презимиња, да го малку пообјасните овој последниот случај со кој вие се занимававте околу насилство врз Па вака, имаше насилство во соседен град од Скопје, да кажеме, и во кој жртвата ми пристапи веќе кога беше во системот внесена во шелтер центар и знам дека незиното искуство беше страшно да го слушаш тоа што се случувало кај неа, тоа не е ни за медиуми да се пренесува ни да се каже, но сепак незините зборови беа дека јас не знаев дека државата пружа мерки да јас можам после 10, 12, 13 години излезам од домот и се спасам од злосторникот. И исто така системот и понуди заштита во шелтер центар, институциите и понудија работеа со неа, со нејзините деца, така да сметам дека секој од жртвите и некој од жените која трпи насилство треба да се обрати бидејќи има заштита. Шокирачки е да слушнеш дека во ова време на комуникација, на медиуми, на информации, проток, дека некој може толку да влие врз собствената жена и така да биде држена, но за жал тоа се случува. И сега ова може да го одвоиме како позитивен пример? Мислам дека може да се одвои како позитивен пример, бидејќи веќе таа си работи, се грижи за своите деца, обкружена е со луѓе кои помагаат. А насилникот?
насилникот мислам тука ќе дојдеме до тоа што го кажа Санела, до судството и правосудството. Ќе се навртам и на некои случаеви во Гевгелија каде што Не, дали е тој на слобода, дали не е на повторно? слобода, но не е на слобода, но ние како имаме закони во кои се предвидуваат максимални казни, за жал казната според мене, јас не сум обвинител, не сум судија, не сакам да се мешам во судската власт, но кога ќе служиш некоја казна, која за неколку години тој ќе излезе повторно на слобода, и сега нејзиното прашање е како јас ќе живеам кога тој ќе излезе повторно на слобода, нели? Добро, Што е може да се нормално. превоспита во вака изолиран. Јас искрено би сакала да се работи со тие луѓе во самите затвори, ние да имаме систем да се понуди за да сватат што прават Ајде да се всушност, но вратиме тогаш, еве Шкирле, за децата не, образование. јас само ќе додадам за обвинителството и судството. Обвинителството и судството не работат на основа на докази. Ако некој ги повлече, ако некој се обесхрабри или каже дека не, ништо не ми се случуваше и повлече пријава, тогаш нормално дека ќе нема. Но сепак сакам да кажем и по поднесени пријави, тие се отфрлуваат. Еве во Гевгелија имаше неколку случаи на отфрлување, последниот беше јавна соба, мислам, за после 3-4 години. Што детектирате, што е причината судот да отфрла такви случаи? Тоа сигурно адвокатите кои работат на тие случаи и тие кои реагираат, нешто не е во ред, некое непрепознавање на законските форми кои ние ги изгласавме и ги нудиме. Генерално, еве меѓу младите, што се случува и во образованието и меѓу децата? Катадневно по телевизиите гледаме разни видеа и по социјалните мрежи на агресија кај младите кои не била примерна. Имаше едно истражување направено скоро дека младите кај нас на возраст од 15 до 24 години, над 98% од младите секојдневно поминуваат време на социјалните медиуми со телефоните и навистина тој развој на дигиталната технологија нуди многу можности и многу позитивни аспекти има, меѓутоа факт е дека ние немаме развиен систем како да се контролира и да се насочат младите, нели, што гледаат, она што значи медиумска писменост, знаеме дека сме малтене на дното во Европа по степенот на медиумска писменост и во оваа ера на ширење на секакви информации, на секакви лажни вести, но и да си ја прифатиме и сопствената одговорност како возрастни, наративот, штетните наративи, агресијата и насилството што во секој аспект од општеството се пласира и како се има влијание. Значи, ние не можеме да, јас често кажувам, тргнувам од нас пратениците. Што можете да видите вие кога ќе гледате Собраниски канал? Се и се што, не само вербална агресија, туку и нели кршење на инвентар, имавме страшни случаеви на обиди за физичка ликвидација на пратеници во собранието. Така да кога младите луѓе растат обкружени со такви наративи и такви слики, значи без да имаме реално осуда, туку имаме нормализирање на агресивноста, не можеме да очекуваме поинаков исход. Она што недостига и што мора да се направи во образованието е навистина јакнење на тие превентивни програми и јакнење на постапувањето на стручните служби во училиштата. Токму тоа сакав Марија да прашам, кога велиме превентивни програми, време ли е да се воведе интернетот како предмет во училиштата од најмалки нозе, да знаат децата што гледаат, што не треба да, односно тоа што го гледаат како да го толкуваат во таа смисла, да не биде она како вела денеска тиктоковски. Вака, јас доаѓам од образование и пристапот до интернетот и пристапот до работа со компјутери како предмет го има во образование и постои. Но сега, програмата, наставните програми на овие деца денес и ние кога сме биле е многу различно. И пристапот треба да биде многу различен и многу подобро не само медиумската писменост. Туку ние имавме пред неколку години, кога почна реформата во образование, еден предмет кој најде на уште како пилот проект сеопфатно сексуално образование најде на отпор. Во самиот предмет беа опфатени и медиумската писменост, и булингот, и насилството, и теми хигиената, здравието, но ние некако иако сакаме да се променат нештата, кога почнуваат промените без разлика дали од некоја наставна програма, дали од нешто што е добро за учениците, ние тргнуваме од отпор и во дневно политикански наслови или наративи го менуваме доброто што е во тие програми. Имам чувство дека практично ние
реформа не може да се зацепта па да се реализира и сега да се спроведе, туку реформата треба да биде може ќе избрзама катадневна. Со овие промени технолошки, интернетот, вештачка интелигенција и така натаму, треба брзо образованието да се адаптира и воспитанието и дома и на училиште, нели? Било која Мислам дека тука стоиме на место и чекаме нешто да се случи. Ние цело време сите велиме, треба реформа, треба да се променат нештата, треба гледаме што се случува, булингот, еве најчестата форма на моментално што се случува, гледаме тепачките меѓу девојчиња, тепачките дури и надвор од училиштата. Сето тоа што се случува го гледаме и сите сме свесни дека децата се и од информациите што ги има, тоа што го спомна Санела, и од самата средина. И сите велиме, треба да се променат нештата, треба да се направи реформа, но кога да ја почнеме таа реформа? Не од денес, па од утре, па се започна пред 2-3 години концепцијата за основно образование, тие неколку, како да кажам, се почна со голема јавна расправа, што за разлика од минатите 10 години, јас баш барав анализи, и бидејќи сум во образование, знам сите реформи што почнаа во образование ги поминавме. И екстерното, и Кембриджот, и компјутерите, тоа што го спомнавте, компјутер за секое дете, но секој пат кога нешто се почнува или кога нешто не се продолжува, застанува. Имаме министер кој е 2-3 години, па нов министер, па кога сакаш да направиш сеопфатна реформа, мораш да имаш министерство и министер барем да почне една реформа и да заврши, за да можеш да направиш анализи што е добро во реформата. Нормално е, секоја реформа носи и нешто добро, носи и нешто што не е во ред. Во неколку наврати го спомнавте и булингот. Во училиштата главно има педагози, психолози, психијатри. Работат ли со децата или повеќе се во канцелари? Кој е вашето искуство? Мислам дека секогаш кога ќе се каже дали работи стручната служба, стручна служба има, но колку е доволна, тоа е друго прашање. Бидејќи во едно училиште може да има педагог, да нема психолог, може да има дефектолог, може да немаме екипирана стручна служба кој ќе ги опфати сите би сакал сегменти. за маргинализираните групи малку да проговориме, па да дојдеме малку и до верските заедници, односот нивни кон општеството. Еве во делот на образованието, ако може да се надоврзам. Кога ние пред 10 и повеќе години ставивме инклузија во образованието, ама само како инклузија. Без стручна служба, без екипирана, и наставниците дојдоа во ситуација да имат деца. Тоа се вели на некој начин реформата на хартија остана. Деца со посебни потреби, но да немаат помош за да може да работат со тие деца. И тие недоволно обучени, а и децата нормално им требат плюс помош. Овие неколку години се направи да во училиштата, овие 3 години последни, влезат образовни асистенти. Но сега што е, образовните асистенти влегоа во основното образование и е од голема помош на децата со посебни потреби. Но ние, поради непроменетиот закон за средно образование, ние уште не сме ги внеле образовните асистенти и во средното образование. И сакам да кажам, почнува една реформа, се чека сега избори, па нов министер и така натаму, но пред некој ден дојде веста од Атина дека таму е усвоен законот за тие заедници и стополови и така натаму. Ние со нашиот закон некако испозаглавивме, вие сте таму во парламентот, претпоставам двете се залагавте тоа да помине, не помина, од кои причини, ветувања, избори одат, како очекувате поддршка од тие луѓе кои од вас очекува или да одат во Грција сега да се регистрират и не знам што да прават? Прво, беше интересно да се следат реакциите тука кај нас на носењето на тој закон во Грција, иако не е точно дека е првата држава во регионот и Црна Гора го има тоа регулирано, меѓутоа чисто за појаснување, барањето на она што ние го поднесовме како предлог закон во собрание не се однесуваше на регулирање на истополовите бракови, туку се однесуваше на правно признавање на родот. Бидејќи Македонија е се уште една од само неколкуте држави што се членки на Советот на Европа, која што го нема регулирано правното признавање на родот. И чисто да појаснам, ова не е нешто што со овој закон би се внело и сега би се условно речено дозволило во државата, затоа што тој процес се случува, кај нас има над десетици лица кои веќе го направиле тоа, меѓутоа проблемот е што тоа трае долги години. И овие лица, додека чекаат да се случи тоа, значи се исклучени од основни права, како не знам, пристапот до банка, да патуваат, нели сите сега сме засегнати со можноста да патуваме или не, меѓутоа многу малку
имаше реакции кога, например, трансродовите лица ги споделуваа своите приказни дека, например, не може да патуваат затоа што се уште ги немаат смената документите. Каде се отпорите? Отпорите се во... Вие се соочивте и во самиот парламент Така е, од ваши колеги и колешки пратеници и пратенички, нели? Знаете што, политичарите за жал многу често прибегнуваат кон оно што значи популизам и на тој начин скршнуваат од оно што сметам дека ни е основна задача, тоа да работиме, да го подобриме животот на сите граѓани. Бидејќи не можете да зборувате дека се залагате за човекови права, да мислите само на една група. Или сте за човекови права како универзален концепт, што значи дека секоја индивидуа има право да си го живее животот како што сака и задача и обврска на државата, институциите на системот е да го овозможа тоа. Предлог измените во овој закон се работени неколку години. Ние имаме интерпартиска парламентарна група која што неколку години пред јас да влезам во собрание работеле на тоа и условно речено се усогласиле. Меѓутоа, на првата реакција пак ќе се навратам на антиредовите движења кои што на вистина силно да речам не удрија минатата година, имавме случај на повлекување од таа позиција. Имавме случај на здружување. Моето политичко, се извинувам, ова во наводници политичко прашање, зошто се случи повлекување, се исплашили власта од изборите, дека ќе изгуби гласови, се исплашили од црквата можеби, кои некои од црковните кругови остро се спротивставија нели на тие формулации таму во законот. Каде вие детектирате? Не беше и власта доволно храбра? Мислам дека да, влијаеше жестината на сите тие реакции. Влијаеше тоа што ние за прв пат видовме верските заедници здружено да излезат и да повикаат на протест. За жал не сме имале можност да ги видиме да го направат истото и да повикаат на некаков протест, не знам, за зголемување на социјалната помош или хуманитарна акција да се соберат средства, нели, за имаме често такви акции за лекување на некое дете, меѓутоа ги видовме да се се јавни тајни, се извинувам, вака што во верските заедници, па и таму има такви лица и личности и особи, нели? Од секогаш, од како постои човештвото, можеби повеќе од колку во некои други средини со различна сексуална ориентација. Значи, тие луѓе се меѓу нас, тие луѓе се дел од нашиот круг на колеги, дел од нашиот круг на пријатели, семејства. Значи, зборуваме да им дадеме можност да ги уживаат човековите права како и секој друг. Но, сакам една работа да напоменам, јас и колешката Марија, уште неколку други колешки застанавме, нели, во одбрана и покрај, да речам, сите критики, говорот на омраза и повиците за насилство на кои што бевме и ние изложени, и повеќе од тоа имаше представник од црквата кој што тема фрлено. Ја не знам, Костадинова, дали вие сега ви се отворени храмовите или ќе треба да давате некаде изјава некаква? Мислам дека секогаш ќе речем малку се шегувам, но сум и сериозен. Религијата и верата е лично чувство, секој си го чувствува и си го практикува како го чувствува, нели? Јас само можам да се надоврзам на делот кога колечката спомна за законот. Најголем дел од сето тоа што се пласираше во јавноста беа дезинформациите. И тоа е страшно колку луѓе кои водат и црковни институции и влијателни луѓе во нашето општество излегоа на трибини да даваат примери. Еве сега ќе се смени пол, еве сега ќе учат децата од прво оделение, од четврто оделение за... Бевме сведоци на разни поворки и кампањи, ова што и Шкирле го спомна, но... Во законот се работеше за основно право на луѓето да им се овозможи кои веќе трансродовите лица кои претрпеле трансформација да им се овозможи да ја сменат ознаката во лична карта. Тоа го кажа комесарот за човекови права, тоа го кажа сите, има и судски случај во Страсбург, случајот Икс, каде што случајот е добиен и на Македонија и е наложено да се направи промена во законот. Ако констатирам дека ова општество е воспитано, нели семејството да биде основната клетка. Загрозено ли е семејството? Апсолутно не е загрозено. Јас сум мајка на 3 деца, еве ќе кажам пак наставничка, воспитувам деца, имам секојдневно контакти со родители, со семејства, со деца и можам да кажам дека... Костадинова, можете ова на вашиот локален свештеник да му го кажете вака пријателски тета-тет? Мислам дека можеме слободно да разговараме на секоја тема, баш и со локалниот свештеник. Само да се надоврзам, затоа што она што антиродовите движења го користат како умештен наратив е дека на некој начин се загрозува семејството или правата на децата и жените. Верувајте, најмалку се грижат за правата на жените и на децата. Сите не имаме семејство.
И трансродовите лица имаат семејства, и ЛГБТ лицата имаат семејства, и сите ние си ги сакаме своите Дали е семејства. стравото од одгледување деца, посвојување деца во такви средини? Меѓутоа, тоа воопшто не беше Тоа тема. треба да биде предност, можеби, ако таа средина нуди, не знам, и социјала, и образование високо и така натаму. Само сакам, Отколку бидејќи да дремат децата по некакви домови го колективни. спомна колешката Марија, значи тоа воопшто не беше предмет на регулирање на овој закон. Тоа се сите оние лаги и дезинформации кои намерно се пласираа. Нити зборувавме за регулирање на истополовите бракови, ни за посвојување на деца од истополови заедници, значи зборувавме за правно признавање на родот и за предлог закон за родова еднаквост, кој што значи унапредување на правата на сите жени и девојчиња. Значи, една Грција најстигматизирана по тој ослов и најверска држава, која црквата е во устав влезена и е дел од општеството, за разлика од кај нас, која е во други околности во уставот. Значи, тие исчекорија натаму, Црна Гора спомнавте, оде на Балканот, не сакам да зборувам за другите земји, има ли надеж? Јас предпоставам дека и ова што не се случи благодарејќи, па и простете, и на вашите политички водства. Значи, не успеа да истуркате работата до крај, имавте мнозинство. Ние имавме, мене ми е многу драго, бидејќи сите политички партии, власт, Сакам да кажам, опозиција... има ли расположение генерално и кај десницата македонска, ако можам така да се изразам, нели, во двата блока, после изборите нешто да се случи? Видете. Да се израдуваат тие луѓе така како што тоа го гледавме во Атина што се случуваше. Искуството покажува дека македонската десница никогаш не работела на напредување на правата на жените и ЛГБТ заедницата. И тоа е факт, ако се навратиме уназад. Значи, беше актуелно овие неколку дена дека нели Франција станала првата земја во светот која што, иако и тоа не е точно, нели абортусот го регулира во уставот, бидејќи ние уште пред 50 години сме имале устав кој што гарантирал слободно одлучување за раѓање на деца. Меѓутоа, знаеме дека 2013 тогашната власт на ВМРО ДПМН и нивните министри донесоа еден страшно рестриктивен закон кој што го ограничуваше правото на жената слободно да одлучува за раѓањето. Од каде толку подршка на таа идеја кога цели едни групи се ставаат под килим како да не постојат? Не е тоа што во закон ги нема, него едноставно не постојат како лице, како луѓе, како личности практично. Ние треба да сме свесни дека родовите стереотипи како умешно се уште обстојуваат во нашето општество и дека тие генерираат она што значи и насилни образци на однесување и дискриминација. Пак ќе се навратам на образованието, мислам дека единствен начин да изградиме нови генерации кои што ќе бидат ослободени од тие, да речам, дискриминаторски ставови е образованието. И токму затоа е битно да се продолжи со она што значи креирање на нови наставни програми и учебници ослободени од стереотипи и дискриминација. Ние знаеме од пракса дека нашите учебници се полни со стереотипни содржини и содржини кои што промовираат дискриминација кон определени групи. И тоа не смее да се случува. Ова групата работна со Бугарија ги заборавивме овие теми нели во нашите учебници. Кои што се суштински за... Ајде, ако за Грција е прерано, вие имате повеќе искуства или сознание, како е во Црна Гора, од кога е тој закон донесен и од кога тоа се практикува, има ли последици црногорското општество? Имате ли такви некакви информации? Видете, еве, значи најдобар пример е ја посочивме таа држава, многу други се Грција. Значи ниту дојде до распад на семејството, ниту дојде до распад на државата, ни губење на нацијата и националниот идентитет. Тоа се лажни наративи што ги пласираат одредени движења, за жал и политичари и политички опции, за да, бидејќи знаете, најлесно владеете со народот ако креирате страв и паника дека еве ќе го изгубиме идентитетот, ќе го изгубиме семејството, ќе изгубиме нацијата. Ќе повторам, сите ние имаме семејства, за мене семејни вредности кои што ги почитувам и јас верувам во семејни вредности, но во семејни вредности што значат ненасилство, емпатија, солидарност и толеранција. И тие семејни вредности ги застапувам и ги промовирам. Значи тие тези поврзани со, затоа што тоа беше исто доминантна теза дека еве ќе се изгуби традиционалното и нашиот идентитет минатата година. Значи идентитетот, јас верувам во јакнење на идентитетот како народ кој што повторно промовира толеранција и недискриминација и како народ и држава кој што овозможува еднакви права на сите граѓани. Марија, вие доаѓате директно од политиката, да речем, нели од политичка партија, идат избори. Ќе бидат ли овие теми дел во кампањата или глобалниве околу исток, запад, претседателскиве ќе ги покријат и парламентарните? Тие ќе стојат во програмите нели на сите политички партии. Левицата предпоставам дека ќе биде поексплицитна во тоа. Секако дека ќе се заедушили од глобалните теми шумот на овие луѓе кои навистина чекаат некаква разврска институционална. Секако дека овие теми
ќе бидат во програмите на сите политички партии, верувам, но колку искрено се залагаат нели веднаш по формирањето на кој приоритет ќе биде ставен, зашто секогаш велиме сега тоа не е приоритет, сега тие се помала група на луѓе. Ајде сега ние имаме поважни работи, па кризи, па економија, но мислам дека Марија, да. простете, кога предлагачите тоа го велат, не е тоа време има, значи калкулираат со гласови, со избори, предпоставам со некои почници. Секогаш е калкулација со време, со гласови и наративот кој се пласира на тие што те гласаат, нели? Јас лично за мене можам да кажам дека еве и со колешката Санела многу пати сме разговарале. Ние кога седнуваме во собраниски клуб, иако не сме дошле може директно или не сме немале искуство, јас сум немала лично политичко искуство, но секој пат сум се залагала за лицата што се маргинализирани. Сум помагала во кампот во Гевгелија кога беше мигрантската криза за лицата кои се оставени, како да кажам, без заштита, за лицата кои се ранливи, за жените жртви на семејно насилство и секогаш мислам дека ние не сме самоставени да носиме закони и да бидеме со наратив кон тие. Ние имаме повеќе групи на луѓе. И теренот ве чека. Да. Санела Шкриелј и Марија Костадинова ви благодарам. Благодарам за Почитувани, довидување.